Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни и комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка. Решение за давање согласност на одлуката за отстапување за стопанисување на јавните тоалети. Втора точка. Решение за давање согласност на одлуката за воведување на зонско паркирање на улицата Рокдейл, зона C3. Трета точка. Програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за период од 2026 до 2028 година. Кој е за вака предложение од дневен ред? Едногласно дневниот ред е усвоен. Бидејќи нема представници за првата и втората точка, преминеме на точка број 3, да разгледаме Програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за период 2026-2028 година. Тука е раководителката Спасевска. Повели. Добар ден на сите, почитуван председателе, почитувани советници. Како материјал пред вас е предлог за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2026 до 2028 година. Во програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 26 до 28 година се вршат измени во планираните расходи на развојните програми по години од 26 до 28 година, истите гласат. Програмата започнува со реализација во 26-та, а плановите опфатени со неа имат рок за реализирање во наредните 3 години, поточно заклучно со 2028 година. Планираните средства на оваа тригодишна развојна програма со измените изнесуваат 2 милиарди 156 милиони 625 илјади 889 денари. Прилог 1, кои се ќе ги видите во прилог 1, составен дел од оваа програма. Средствата во висина од 785 милиони 365 илјади 231 денар се определени од буџетот на општина Битола за 2026 година и се распределуваат на начин како што претходно потенцирав во прилогот 1. Средствата во висина од 1 милиарда 22 милиони 683 илјади 981 денар се определени од буџетот на општина Битола за 2027 година и се распределуваат на начин како што претходно потенцирав во прилог 1, и средства во висина од 338 милиони 576.677 денари се определени од буџетот на општина Битола за 2028 година и се распределени на начин како што е потенцирано во прилог 1. Во програмата за развојни планови на општина Битола за периодот 2026 до 2028 година се вршат измени и дополнувања и тоа. Прво, во буџетската програма ЈЛ капитални расходи за други комунални услуги се вршат следните измени и дополнувања. Во ЈЛК, втора фаза од партерно уредување на просторот околу музејот, делот зад кулите, во 2027 година се додаваат дополнителни 1 милион денари заради вредност на предмер пресметката од проектот. Во ЈЛY, надзор над изведбата, дел од средствата од 2026 година се префрлаат во 2027 година заради динамика на реализацијата. Исто така, во оваа буџетска програма се додава една нова развојна програма и тоа ЈЛY, надзор над изведбата на реконструкција на кровот со адаптација на кровниот простор на административната зграда на општина Битола. Распределбата на средства по години е прикажана во прилог 1 во табелата која што е составен дел од оваа програма. Исто така, бидејќи материјалот ви беше веќе испратен, имаме уште една дополнителна измена која што не е содржана во материјалот, а која што сега ќе ви ја кажам. Се врши измена и дополнувања во реден број 95 од табелата, а тоа е изведба на фекални атмосферски приклучоци на фекална и атмосферска канализациона мрежа на улици од ДУП за БЛР 4 и ДУП за БЛР 4 блок 2, улици 105, 170 и 210. На тој дел таму, бидејќи во моментов се работи, се виде дека на еден дел во приватни парцели има стара канализациона мрежа која што врви низ приватни парцели и во овој момент треба да ја дислоцираме таа канализациона мрежа.
За неа обезбедуваме уште дополнителен 1 милион денари кои што ги ставаме во 2027 година, така да вкупната вредност на ова развојна програма со овие дополнителни измени ќе биде 2 милиарди 150 место и 6 и 7 ќе биде милиони 625.881 денар и средствата во висина за 2027 година ќе бидат со дополнителен 1 милион, односно 1 милиарда 23 милиони 683.981 денар. Само кратко да појаснам, кај музеот минатата година имавме проект за партерно уредување и таму се изврши само уредување на првата фаза на делот покрај музеот, ако се сеќавате кај што беше земјен дел, кај што се паркираа возила. Сега продолжуваме со задниот дел зад кулите, од кај градчето Пејтон надолу за да се слези, меѓутоа вредноста се зголемува за 1 милион денари, бидејќи кога стигна предмер пресметката изнесува со 1 милион денари повеќе од она што го имавме предвидено. Исто така, во делот на надзор, зошто ставаме нова ставка за надзор за реконструкција на кровот, кровот во општинската зграда, кај што е градоначалникот, влегува во А категорија, а во рамковната спогодба за надзор, која што имаме склучено, немаме таков дел за надзор над објекти од високоградба со А категорија. За да можеме да обезбедиме надзор, моравме да прикажеме во планот за јавни набавки дека имаме обезбедени средства и од таа причина ги ставаме како посебна ставка за да можеме да отпочнеме со реконструкција на кровот во општинската зграда. Ви благодарам. Благодарам. Дали има прашање? Доколку нема, ќе те замолам Маријана, согласно последната измена која што ни ја кажа сега, да биде препратена до Советот и советниците да имаат нов вид председница на Совет. Ти благодарам. Дојде представниците од јавните предпријатија. Прва точка, решение за давање согласност на одлуката за стопанисување на јавните тоалети. Павле. Здраво на сите. Согласно донесената одлука на последниот управен одбор, јавното предпријатие Комуналец во консултација со општината бара да се предадат како останатите објекти што не се на одржавање, односно на користење, предавање на јавните тоалети кај садкулата, односно тука во близина на садкулата на џамијата што се. И исто така во ова барање, односно која ќе ни се предадат, ќе направиме на предмер пресметка, бидејќи не се во некоја завидна состојба, што ќе значи тоа комплетно за реновирање и ќе бараме на наредна седница или нареден ребаланс дел средства да се одобрат за заеднички тие да ги реновираме и да бидат во функција, да речем, односно во состојба како што доликува, за да можат тековно подоцна да се одржуваат. Благодарам. Прашање дали има? Доколку нема прашање, ти благодарам. Точка 2. Решение за давање согласност на одлуката за воведување на зонско паркирање на улица Рокдейл, зона C3. Павле. Добар ден, председателе, присутни советници. Станува збор за одлука за воведување на зонски паркинг на дел од улиците во Стара касарна. Имено таму веќе е воспоставено паркирање, но паркирањето е диво, секој ден имаме возила паркирани. На тоа место е предвидена зона со сообраќајно-планската документација кој во изминатиот период ја исцртавме на сите површини кај што тоа е предвидено и сега од вас бараме да дозволите на местото старата зона C3, таа беше болницата, кога ја префрлавме, кога правевме корекција на цените и ја оставивме како зона, тогаш ја укинавме и ја оставивме како зона D. Сега ова зона да ја заради континуитет да именуваме зона C3 и да воспоставиме зонско паркирање после сите дополнителни работи кои што треба да ги направиме по цена како целата C зона 20 денари на час.
и да го легализираме тоа паркирање кое за сега е бесправно, да не речам диво. Ви благодарам. Благодарам. Дали има прашања? Доколку нема прашања, ви благодарам. Преминуваме кон гласање. Прва точка, решение за давање согласност на одлуката за отстапување за стопанисување на јавните тоалети. Едногласно, констатирам дека прва точка е усвоена. Преминуваме точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за воведување на зонско паркирање на улицата Рокдейл, зона C3. Три за, еден воздржан. Констатирам дека втората точка е усвоена. Преминуваме точка број 3. А програма за измени и дополнување на програма за развојни планови на општина Битола за период од 2026 до 2028 година. Три за, еден воздржан. Констатирам дека третата точка е усвоена. Со оглед на тоа што дневниот ред за оваа комисија е исцрпен, истата ја затворам и ви благодарам на сите за присуството.